Изграден е снежниот град на Попова шапка годинава по 47 пат. Околу 80 наградители од неколку основни училишта во Македонија годинава од снег ја изградија Вавилонската кула, обликуваа кит, скокалница и игло. 6 дена по неколку часа неуморно работеа покажувајќи ја нивната креативност, но новите снежни врнежи за кратко им ги покрија направените фигури. Како што ни дозволуваат временските услови, гледате, успеавме нешто да направиме овдека. Долу на терените имаме фигури, дечињава градат од снег. Значи имаме еден кит голем направено, имаме Вавилонска кула, имаме направено една скокалница со тобоган, каде што и дечињата може да се спуштаат по неа. Имаме направено игло и така некои мали фигури каде што дечињава од природата што ни го дарува материјалот, градат се занимаваат овдека 6 дена. Учениците со убави спомени денес заминуваат од Попова шапка, а неа и го оставаат снежниот град да сведочи за нивното дружење. Јас сум Ема, сум од Виница и ова ми е прв пат што доаѓам на снежен град тука. Така. Еве, денеска се заминувате, кои се вашите импресии од снежниот град оваа година? Па, ова беше многу добро искуство за мене. Прв пат без моите родители да одам на патување и градевме, се забавувавме, седевме, се дружевме и така. На која фигура ти работеше? На Ајфеловата кула. Колку време ја работевте? Дали беше тешко? Какви беа временските прилики додека ја работевте? Па ја изградивме првиот ден за 2-3 часа. Доле градевме игло, но јас многу не учествував во тоа. Јас сум Томче и ова година, ова наистина беше за мене подобра манифестација. Бев ова втор пат. Имаше помалку деца, но сепак исто е се, повеќе активности. Зеловме прво место во квиз надпревар, во пикадо и мислам дека дружбата и играта беше најважно за се тука. Јас се викам Елена, имам 9 години и тука доаѓам втор пат и многу ми е интересно. Елена, што правевте тука освен градењето на снежните фигури? Па, тука има и базени, се бањавме, па игравме игри, па јадевме, па се забавувавме многу. Покрај градењето, децата учесници на манифестацијата има и други активности, преку кои меѓусебно се запознаваа и дружеа. Градењето ни е 2 часа одиме после појадокот, дечињата се облекуваат, излегуваме на терен и работиме со снегот, правиме фигури. Таму имаме други активности пропратени, не е само работа на снегот, имаме забави, долу имаме диско на снег, имаме надпреварувања разни, се санкаме, играме, се забавуваме, се надпреваруваме. Дечињата се враќаат во хотелот, имаат ручек, во попладневните часови ни почнува, вториот дел на активностите. Имаме секој ден ученичка квизотека, каде што по 3 дечиња се надпреваруваат и тука нормално тие добиваат на крајот награди. Имаме надпревари во пинг-понг, во шах, имаме во пикадо, секоја вечер организираме разни активности, маскембали, диско, снежна убавица, така да многу им е интересно на дечињата и сакаат да се дружат, си запознаваат нови другарчиња. Екипи има од Виница, од Куманово и од училишта од Скопје. Манифестацијата Снежен град е во организација на Детскиот културен центар Карпош. Годинава започна на 22 месецов, а траеше до денес.